Многу информации во јавноста кои што се неточни. 3 или половина недели Венко Филипче, цело СДСМ, цело Левица реагираше за законот и ете кога дојде можност да дебатираме во собранието, може да се види од салата дека тие кои што беа најгласни во аргументите сега ги нема, бидејќи сето тоа што го кажа во изминатиот период не беше вистина. Прво, ајде неколку факти, ќе бидам особено краток за да ја докажам на јавноста, на медиумите, особено на оние загрижените организации, за тоа зашто беа загрижени ќе го оставам понатака. Сакам да кажам дека и беа исконтактирани, од нас им беа објаснети причините зашто група на пратеници го предлага овој закон и ќе бидам краток и јасен, за да не биде како до сега, односно за да не се краде. Затоа овој закон по јавни набавки беше предложен во собранието и особено главен мотив за да биде поднесен овој закон во собранието е усогласување со планот за рад, за да може оваа држава да направи реформи и за да може да се доближиме до Европската унија. Го поднесовме законот по скратена постапка, имаше реакции во јавноста за да докажеме дека не ќеме ништо да скриеме, го повлековме законот и го поднесовме по редовна постапка. Сами и се јавивме на председателката на Државната комисија за спречување на корупција и самите побаравме состанок кој што се одржа во собранието во уставната сала. Таму бевме председателката на комисијата со одредена делегација и експерти вработени во таа комисија и предлагачите на законот. Почекавме неколку дена, се направи антикорупцијска проверка на овој закон. Стигна во собранието, беше доставена до сите пратеници од 8 страници. Ние од тие 8 страници направивме 3 комисиски амандмани, 90% од забелешките беа прифатени, а таа што не беше бидејќи по одредени правила не може да се менуваат некои суштински работи од законот. Сите дилеми кои што ги имаа Државната комисија за спречување на корупција ги објаснивме и дојдовме до тоа зошто СДСМ толку многу се запаќа за управната контрола, а тоа и ќе го објасниме. Вреди да се напомене дека на Комисијата за финансирање и буџет исто така и на СДСМ им беше прифатен амандман. Ама тоа нема да го слушнете. Ние демократски ги видовме нивните 2 амандмани на толку реакции и еден амандман за објавувањето на јавните мислења на веб страницата беше и прифатен од комисијата. Тие останатите 3 беа исто така прифатени и сите забелешки од страна на Државната комисија за спречување на корупција се инкорпорирани во законот. Можам слободно да кажам дека никогаш ваква пракса немало и дека никогаш волку амандмани не биле прифатени. Но да одиме што толку ги мачи СДСМ. Управна контрола и административна проверка. Да и објаснам на јавноста. Управната контрола е нешто што може да се врши постфестум, откако ќе биде завршена постапката. Што е тука проблемот и зошто ние со групата на пратеници сакавме да го промениме? Бидејќи тоа како тестирање, односно како проверка, се врши на крајот постапката. Основен постулат во јавните набавки е економските оператори со своите понуди да не бидат запознати со понудата на другиот оператор. И видете сега вие што се случува. Кога имате постфестум проверка, на крајот кога ќе заврши постапката, Државната комисија за жалби по јавни набавки или бирото, а најчесто многу пати и спротивно тие две тела, даваат одлука која што е спротивна на едното или на другото мислење. Вие ја поништувате набавката, ја враќате во повторна постапка за одлучување по јавни набавки, а веќе ги знаете понудите на економските оператори. Но и вреди да се знае, како што спомена пратеникот за ЈСП, ајде да зборуваме за тоа. Ајде, зошто бегате од дебата? Знаете ли што е проблемот, почитуван поранешен вице-премиер? Што таквите како вас, кои што сега бегаат, порано имавте можност преку таа управна контрола да влијаете на јавните набавки. Како? Ке го задоцните тендерот некое време, некој месец, еднаш нема да се потпише, па ќе се врати назад, за да бидат преморани оние кои што ги водеа институциите да побараат јавна набавка итна во 4 очи. Тогаш кога ќе побараа, цената ја дефинираат тој кој што ја води институцијата и оној кој што е економски оператор. Но, за да се знае и да бидеме уште дополнителен аргумент, пред 3 или 4 недели 8 луѓе си добија кривична пријава. А замислете зошто? За управна контрола. 3 од бирото и 4 од Комисијата за жалби по јавни набавки. Па како било тоа добро, а ова што сакаме ние да го понудиме било лошо? Значи, внимавајте, 8 луѓе имаат добиено кривична пријава. Директорот на ТИРС, 3 од бирото за јавни набавки и 4 од Комисијата за жалби по јавни набавки заради управната контрола. Па ако беше управната контрола толку добра, ќе ни се случеше ли Марковски?
Ке ни се случеше ли онаа кражба и оној лоповлук? Ке ни се случеше ли црната америчка листа? Ке ни се случеше ли епидемијата на корупцијата? Немојте да ја навредувате интелигенцијата на македонските граѓани. Сега, што нудиме ние? Ние велиме вака, да не биде постфестум на крајот од постапката, за да потоа, кога ќе се вратат назад за иста постапка околу економските оператори, да си ги знаат понудите, за да може некој од СДСМ, оној фудбалерот, односно оној, да точно фудбалерот од топ листата црната американска, и овие тука кои што имаа високи позиции да вртат за фирма од Битола, за Марковски, за такви работи, за другиве да не аплицираат и да ги знаат понудите. Ние викаме вака: ајде да го удриме криминалот во чело, ајде да не шпекулираме пред почетокот да си биде административната контрола. И не е точно дека тоа е само проверување на документите. Тоа е класична лага. Тоа е класична лага. Тоа значи дека од Бирото за јавни набавки можат пред да почне самата постапка да видат дали е се во ред или не е. Тоа го предлагаме ние. Тука е проблемот. Нема да спомнам кој си доби кривична пријава, ама тука е проблемот. Тука е суштинскиот проблем. Сакам една порака да упатам тука до тие кои што загрижени за оваа управна контрола, гостуваа по телевизија, јас ги почитувам, нема да ги споменувам по име, и ги навредуваа дека пратениците кои што го потпишале овој закон, замислете, немале поима што потпишуваат. Ние го потпишавме овој закон и еве јавна порака од собраницката говорница. Прво, знаеме што сме потпишале, зашто ние сме го напишале, а второ, заборавете дека ќе има како до сега. Ако тие кои што до сега знаеле, немале да се случат овие работи. Сега тој лист и тој филм веќе нема да биде гледан во киносалите, нема да биде прикажуван и мора да се навикнете дека во оваа држава се носат одлуки и луѓе кои што потпишуваат закони, ги потпишуваат и ги поднесуваат со дигнитет и честност. Ајде да кажам збор или два и за платформата за борба против корупцијата. Веднаш што овие работи беа прифатени, јас му се јавив на еден господин од таму, му ги пратив овие измени, му објаснив која е нашата цел и суштина и потоа му го испратив и линкот да види дека од Бирото и од Комисијата за жалби по јавни набавки имаат добиено кривична пријава по истиот основ. Но тука мислам дека, почитувам господине Битики, ќе треба да ја прашате Фани Карамфиловска, еве ви го кажав името и презимето, зошто дел од тие организации пишеле такво писмо. Прашајте, ја мислам дека Фани многу добро знае што ќе ви каже во однос на таа работа. Сега, зборувате за разрешувањето. Ајде ве молам, со вашето искуство, кажете ми следново. Што има лошо во тоа, вие, во еден закон, особено за јавни набавки, да ги засилите условите за тоа кој може да биде член? Ти искочете, кажете во едната верзија и во втората верзија, кои се разликите, дали има засилување на членовите. Да, има. Но има и уште две други работи кои што нема да се кажат, кои што нема јавноста да ги слушне. Едната е, знаете која? Ако некој кој што е член на овие тела се докаже дека дали во минатото или сега е член на политичка партија, сместа да биде оддалечен од таму. Да не можат да се доближат тие кои што се членови на некаква политичка партија до овие тела. Зошто? За да нема како до сега. И втората работа, доколку собранието изгласа негативен извештај, да можат тие членови да бидат разрешени. Па има ли по-демократски чин од тој? Ете, доаѓаме и на комисија, го разгледуваме тоа, и на собрание, и многу често самите си дебатираме за извештаите и на пленумите, и на комисијата. Нема тука дебата. Ние не сме слушнале дека некој досега што бил разрешен по овој однос сме сгрешиле ние за тоа. Не е тоа возможно, мислам, стварно не можам да го разберам овој концепт. Затоа, дополнително, еве кажете ми, што има лошо во тоа да во едно вакво тело вие доставите 2 членови плюс? Зошто ги доставуваме овие 2 членови плюс? Бидејќи треба да има зголемен обем на работа. Тие тела се тела кои што треба да ја контролираат извршната власт. И ние затоа сме ги доставиле, за да ако има нешто спорно, некој од тие луѓе реагира, за да можат уште повеќе представки да решат. Не заради тоа што можеме ние на комисија да видиме еден добро графички изработен извештај, кој што нема никаква суштина, ама убави се страниците. Гледате убави табели, убави дијаграми, извештај во боја, ама суштина нема никаква. Ние не сакаме да е така. И затоа во овој закон и таа измена ја направивме. Нема никаква друга позадина во овој закон. Спремни сме да дебатираме со било кого. Спремни сме на закон на кој што опозицијата има основана индиција заради некои вакви, колку и да се несериозни, повикајте ја Државната комисија за спречување на корупција. Јас сум втор мандат пратеник. Јас не се сеќавам ниту еднаш во претходниот мандат
никој од тогашното мнозинство сам да ја повика Државната комисија за спречување на корупција. Јас не се сеќавам некој да ја почека Државната комисија за спречување на корупција да изработи антикорупцијска проверка, да го достави тој извештај во собранието, да ги предочи тие забелешки во амандмани и да ги прифати. Јас не се сеќавам некој да прифатил амандманот ВМРО ДПМН како што ние прифативме од СДСМ. Два амандмани има. Еден за јавното мислење да биде произнесено на веб страната и тоа беше прифатено, и второто што нема да ви го прифатиме за управната контрола. Вие сте сметале дека така треба да биде, видовме до каде не донесе тоа, ние сметавме дека треба да направиме промена и реформа во тој систем. Административната проверка во најголем дел ќе го реши проблемот што го има оваа држава со јавните набавки. Да направиме закон за јавни набавки како што е овој сега, кој што ќе иде во насока на решавање на проблеми, а не во генерирање на корупција. Благодарам. Ви благодарам за